Господине Панчевски, бевме сведоци дека бевте со судска наредба беа истражители на специјалното јавно обвинителство во вашиот дом и во канцелариите во судот. Ајде од прва рака да слушнеме што точно се случуваше. Значи морам да кажам дека во четвртокот на 5.10.2017 година настапи тотален брак за правдата во Република Македонија. Беше извршена присилба врз правосуден работник судија. И не е во прашање Владимир Панчевски. Владимир Панчевски може да одговара за милион измислени и монтирани дела. Како што и со последните објави се кажува дека и снимката од видеоматеријалот од домашниот надзор е незаконито снимање. Значи, генерално, целата процедура е спроведена на незаконит начин, на брутален начин е спроведен претрес, личен претрес врз мене. Не се претресувани простории на Основниот суд Скопје 1 Скопје. Наредбата содржи личен претрес на лицето Владимир Панчевски, како лице Владимир Панчевски. Наредбата содржи претрес на дом на Владимир Панчевски, со адреса каде е домот. Наредбата е издадена од Гевгелискиот суд. Значи, дури и јавното обвинителство, специјалното јавно обвинителство, да имало сомнеш за конспиративност на постапката, бидејќи јас сум суд во Основниот суд Скопје 1 Скопје, каде е стварната и местна надлежност за постапување кон мене, тие решиле самите да ја определат надлежноста и да го одберат Гевгелискиот суд, од каде и доаѓа специјалната обвинителка Катица Јанева, која беше присутна на претресот. А беше присутна и специјалната јавна обвинителка Ленче Ристоска. Морам да кажам дека во вакви случаи, дури имало причини за конспиративност, надлежноста во доверлива постапка ја определува Апелациониот суд во Скопје. Тие во наредбата и судот со своји незаконити действија и со барањето што го доставува специјалното обвинителство посочуваат одлука на Европскиот суд за човекови права, која е тотално извадена од контекст, се работи за сосема друг случај и за сосема друга постапка. На брутален начин, кажав, е извршен претрес од канцеларијата на председателот, на ВД председателот на судот, каде бев повикан, иако претресот се врши на местото каде лицето ќе биде затекнато. Бев спроведен на најпонижувачки начин во канцеларијата, каде ја извршувам судската функција, без притоа да ми биде објаснето зошто ми е ограничена слободата и сум спроведен на друго место да ми се врши претрес. Не се вршеше, повторно кажувам, претрес на канцеларијата и на просториите на судот, туку се вршеше личен претрес. Веднаш пристапија кон претрес, насилно ми одземаа мобилни телефони од страна на женско лице, инспектор, односно припадник на истражителите на МВР, ми ги одзеде од џебот од панталоните, иако при сите стандарди меѓународни и наши домашни и секакви, женско лице не врши претрес на машко лице, додека двајца инспектори ми ги држеа раширени рацете. Значи бев совладан. Кога потоа ги побарав своите права, што ги има секој граѓанин во Република Македонија, односно право дали имам адвокат да повикам, напред да присуствува на претресот, а тоа беше откако веќе беше извршен претресот, личниот претрес, и беа фотографирани и видео документирани од нивна страна, зашто исто сериозен сомнеш давам дека таа видеоснимка некогаш ги повикувам јавно да објават од целиот претрес што се држал. Во судот, да, во судот, а и домашниот. Домашниот, бидејќи вчера кажаа дека и тоа ќе го споредуваат со видеоматеријалот што го имам јас од домашниот видеонадзор. Значи, откако го извршија тој брутален претрес, почекавме да дојде адвокат и повторно спроведува претрес, но сега веќе немаа судска наредба да спроведуваат претрес, бидејќи таа беше веќе извршена, без присуство на адвокат, со сите незаконити действија што беа извршени, бидејќи кога заврши тоа ми ги вратија личните предмети. Го повлекоа службеното лице, кое го изврши бруталниот претрес, дојдоа нови службени лица. Откако одбив, повика Алфа тим да влезе во канцеларијата во просториите на судот, вооружени лица имаше насекаде. Влего Алфа тим, тогаш дојде и медицинска екипа. Јас имам срцеви заболувања веќе подолг период, пијам и терапија за тоа, мислам, тоа и не е тотално ирелевантно е, тоа си е моја лична работа. Докторката им ме кажа дека лицето треба да биде хоспитализирано. Ја повикав докторката не заради моите здравствена состојба, туку заради повредите што ми беа нанесени на раката, имав црвенило и трнење во раката од применетата сила. Повторно кажувам, мрак за правосудството во Република Македонија, примена на сила врз правосуден работник, судија,
актуелен судија во Основен суд Скопје 1 Скопје. Цела процедура спроведена на најнезаконит начин, за да истата заврши на крај со кражба на клуч кој што се гледа на видео снимката од видеонадзорот кој го доставив до медиумите. Значи, убаво се гледа, влегувам во станот, јас прв го отварам, таа е и процедурата, го оставам заедно со папка што држам во рака, клучот врз папката, службеното лице поместува еден документ, го става врз клучот, го поместува, го зема и го става во джебот. Снимката е таа, може да ме распнат, да ме осудат, да ме судат. Панчевски е со чиста совест за се до сега, и како председател на Основниот суд Скопје 1 Скопје, и како судија во тој суд. Сум постапувал секогаш честно, согласно закон и никако поинако. Рековте ви ги вратија личните предмети одземени во судот. Што ви зема, што ви вратија, за да разјасниме малце? Насилно одзедоа 2 мобилни телефони од джебот, ви кажав. Вратија после, или? Не ги вратија. Не ги вратија. Потоа тоа го правда веројатно заради видео снимањето од нивна страна, дека е преглед на лице, но при преглед насилно не се одзема ништо. Исто тоа се меѓународни стандарди, значи тоа може да се докаже во присуство беше на представници на судот, значи веде председателот беше тука, службено лице од судска полиција. Тоа не е нешто што не може да се утврди. Снимката ја видовме која ја пуштивте по медиумите. Да. Лепди дилемата, ги предупредивте ли дека има видеонадзор воопшто? Не сум должен јас да предупредувам. Како се законските норми во тој поглед? Значи јас не сум должен да предупредувам никого за тоа дали има видеонадзор. Искрено да ви кажам, во тој момент не ни помислив на видеонадзорот. Видеонадзорот е поставен од здравствени причини на мојата мајка, која почина пред 20 дена. Го прегледав видеонадзорот бидејќи кога требаше да го заклучам станот по завршување на претресот, го немаше клучот. Знаејќи го начинот на работење на специјалното обвинителство како судија во Основниот суд Скопје 1 Скопје и сите незаконитости за кои што сум кажувал претходно во мои изјави, што писмени, што усмени, до медиумите и до јавноста, сметам дека е од јавен интерес да се каже тоа. Знаејќи го нивниот начин на постапување, се посомневав дека можеби некој го земал. Од тие причини не сакав да го напуштам станот. За кои причини го земале клучот, јас не знам. Што сакале да направат со клучот, не знам. Јас имав и други клучеви да го заклучам станот, но оставив така како што е. Генерално морам да кажам дека се плашам за личниот живот повеќе. Со овој мрак на правдата во Република Македонија, не е битно дали ќе водат постапки за Панчевски. Панчевски веќе е веројатно и осуден и лежи казна затвор во нечија глава. Веројатно и долгогодишна казна затвор, како што тоа го смислиле. Тие ќе ги реализираат своите намери и слободно може да ги реализираат. Јас сум со чиста совест и не се плашам од ништо. Господине Панчевски, да одгатнеме и тој момент што се шири во јавноста. Бевте директно посочен дека сте местеле предмети во АКМИС системот. Кој е вашиот одговор на тврдењата на специјалната обвинителка? Никогаш не сум местел предмети. Предметите се поставувале во АКМИС системот, тоа го работат службите. Јас лично сум само председател на судот и водам сметка за законитото работење на судот, како што било за цело време додека сум работел. Повторно ви кажувам, со чиста совест. Со чиста совест, нити сум местел предмети, ниту сум влијал на некој и барам да излезат тие на кои што сум влијал, бидејќи Панчевски не е тој кој што ќе оди таму и ќе го намести предметот. Сигурно тоа го замислуваат на некаков друг начин. Повикувам да се јават сите на кои што јас сум влијал, за да се наместат некакви предмети за некого или за нешто. Што е тоа со паралелен АКМИС систем, увид, имаш и такви некои тврдења дека од дома сте го контролирале системот? Значи, уште една што е во нечии глави, нечија замисла, веројатно некој тоа го мисли дека нешто се случува. Можам да кажам само, сега не сакам да бидам груб, веројатно параноидни халуцинации за некакво сценарио, за нешто правење во нечија глава. Дали ова станува некако лична пресметка на релација Катица Не, апсолутно ја почитувам колешката. Иако за време на претресот, кога видоа дека незаконито го извршиле претресот во мојата личниот претрес во мојата канцеларија, кога побарав адвокат, таа дрско и лично ми се обрати во канцеларијата, беше присутна и обвинителката Ленче Ристоска и останати истражители, значи тоа беше полна канцеларија. Иако повторно кажувам, не се вршеше претрес на судската зграда и судски простори. Лажно се прикажува во јавноста. Јас сум инаку сега хендикепиран во делот на следење на што се случува по медиумите.
бидејќи ми е одземено се од компјутерска техника, дури и телевизорот им се допадна дома што го имаше. Може и тој да го земат. Веројатно планирале со клучот нешто да направат. Дали мене да ми наштетат, дали на некој член на семејството, дали да одземат нешто, не знам. Значи не е точно ништо од тоа што Катица Јанева го тврди. Таа со груби зборови ми се обрати: ти не си неука странка, си ги знаеш своите права. Значи настапи мрак за правосудството во Република Македонија, за правдата во Република Македонија. Секој граѓанин треба да се плаши од тој момент наваму за својата безбедност и за својата сигурност и за монтирање на настани против него. Ќе потегнете ли некаква кривична одговорност? Да. Во план ли се какви мерки ќе превземете воопшто? Ќе покренам кривични пријави против сите инволвирани во настанот, почнувајќи од незаконитото постапување на Гевгелискиот суд, кој што не бил надлежен за постапување, пошто по стварно и местно надлежен е основниот суд, како што кажав, во конспиративна постапка тоа требало да го определи доверлива постапка, доколку имале сомнеш дека некој мене ќе ми каже во основниот суд Скопје, еден Скопје. Панчевски сам можел да им дозволи да влезат, да видат, да добијат, да остварат што сакаат, значи немало никаков проблем. Тоа требале да го направат преку апелациониот суд во Скопје. Ќе покренам постапки против сите инволвирани, службените лица кои што го извршија тоа, судијата кој што ја направил, ја издал таа наредба, присутните обвинителки кои што ги следеа и ги инструираа действијата, претпоставам и одземањето на клучот е по налог на специјалната обвинителка или некоја од обвинителките во тоа обвинителство. Сериозно се плашам за личната безбедност и личниот живот. Уште едно прашање крај. Ви го вратија ли клучот, можеби, ако не? Клучот што не, клучот не ми го врати, тој нема да биде вратен сигурно. Од кој цели е земен, не знам. Веројатно нешто да измонтираат, да направат, да достават, да подметнат, да ме лишат од живот, од слобода, од било што.